Дали му се навраќате на детството и колку коренот на уметноста, дали коренот на уметноста се манифестира во детството? Па чујте, ова ваше сентиментално прашање провоцира еден поглед на онаа историска дистанца кога и јас бев дете. Сигурно дека во она место каде моите сеќавања и денеска се движат, а тоа е село Добрево, најверојатно знаете за рудник Пробишти, па онда Добрево, таму е рударската јама. Единствената замена за игра ми беше папирот и моливот. Па ако тоа во овој случај треба да значи дека сето време го употребував цртајки и дека детството е пресудно за ова што се случува денес и што денеска сум, тогаш еве ви го и одговорот. Тома Шијак, една од најсилните, најмаркантни, најнеобични творечки фигури во современата македонска ликовна уметност. Неодминлива алка во незиниот развиток. Уметник кој со фасцинантна виртуозност и брвурозна леснотија ја екзекутира својата ликовна мисла. Без разлика дали е тоа слика, скулптура, графика, карикатура, илустрација на книга, плаката, постер, обликување на интериер, без разлика на материјалот со кој се соочува, тој во неговите раце на еден чудесен начин, со непогрешлива ликовна лексика, на што би му позавиделе и најеминентните ликовни авторитети, се преточува во емотивно-визуелни драгоценности со исклучителни естетски вредности. Зборувајќи за творештвото на Тома Шијак, всушност се зборува за една крупна и истакната личност во целиот повоен развој на македонската современа уметност. Таа дава придонес во целокупните развојни процеси на денешното наше ликовно творештво, но во него представува еден специфичен творечки идентитет. За да дојде до таков свој статус, творештвото на Тома Шијак помина низ мощни карактеристични етапи. Откако во првата половина на 50-тите години размислуваше во рамките на оние фигуративни стилови, што значеа во југословенската уметност постојан обид за осовременување на тој вид на ликовниот израз, во втората половина на таа шеста деценија, Тома Шијак всушност представуваше една од движечките личности што придонесеа за осовременување на македонскиот ликовен израз, за неговото вградување во општите југословенски и светски ликовни текови, даде придонес за она што Миодраг Бапротич некаде во 69 година ќе го нарече нашето македонско творечко достигнување на светот. Втората половина всушност значи обид преку една поинаку замислена фигурација, заснована на искуствата на од една страна европскиот експресионизам, потоа на творештвата на уметници какви што се Модилјани, од друга страна размислувајќи за нашата средновековна уметност, да се постигне една таква оформеност на ликовниот израз, што ќе здружи една размисла за минатото со современ израз, кој што умее да го каже тоа со одреден творечки идентитет и смисла.
Кон крајот на таа деценија зачестија пробиви на надреалистички влијанија во творештвото на Томаш Шијак и неговото впуштање во авантурата на нефигуративната уметност. Неговиот придонес и во тие области беше мощно карактеристичен, успевајќи да здружи една општа атмосфера на користење на абстракцијата како функција на ослободувањето на уметничките творечки личности на нашите уметници за современ израз во најширока смисла на зборот, а потоа, врз основа на тоа искуство, повторно едно враќање конфигурацијата која што, опирајќи се на некои фолклорни искуства, на некои елементи на византиската уметност, умееше да прозбори и за теми како што се народно-ослободителната борба, инспирациите после катастрофалниот земјотрес од 1963 година да ги вообличи во мощни интересни теми и на тој начин да го подготви Шијак за отварање кон нови пробиви на неговата мисла во тековите на светската ликовна уметност. Брзо след тоа следеа неколку негови аспекти на освојување на новата фигурација, на неодадаизмот, на поп-артот, што представуваат, сега ако ги гледаме ретроспективно, секако антологиски придонеси и во македонското, но и во југословенското ликовно творештво. Во различноста на светот и на околностите кои се најчесто и поводи за уметнички кажувања, во овој случај е ликовната уметност, со која јас се бавам над 30 години. Свет извонредно провокативен, во од најпремените смисли на провокација, каде што би требал да во мојот медиум, во медиумот на ликовниот аспект, највизуелно, со оглед на тоа да е ликовната уметност и извонредно визуелна и единствено визуелна, треба да се пронајдеш после толку векови, толку големини и бисери со асоциација на народ, на подрече, на место од што потекнаш. И сигурно дека кога за прв пат во моето сериозно размислување од биографијата чинам почнува да бива од кога ќе почне личноста да биде свесна за своето постоење, во мене се случи конфликт дека сликата како досегашна појава, осудена да постои во една квадратна состојба, не може да ме задоволи. Меѓутоа, во светот на народот кој го спомнав, постојат такви поводи во сакралните ниши, каде човекот со своји верски побуди го чинеше својот спиритуален чин, палејќи ги свеките и низ нив ја имитираше својата духовна припадност. Мештровиќ рекол, уметникот треба да има и внатрешни очи. Во што е убавината на создавањето на уметничкиот чин? И колково е растојанието помеѓу она што сте го замислували и она што сте го оствариле? Па помеѓу она што сум го замислил и што сум го остварил,
Растојанието е секојаш големо. Вие тргнувате со една идеја, но во моментот на реализација идејата е именлива. Чувството на создавање е да бидем интимен и макотрпно. Не е тоа некоја нарочна среќа, бидејќи секое раѓање и она биолошко е мачно. Задоволството, ако го доживееме, тоа е од кога делото ќе биде завршено и ако после извесен период пак посакате да го поседувате, тогаш значи дека нешто и се случило позитивно. А за внатрешните чула, за она како вие рековте по Мештровиќа, дали човек има и внатрешни очи? Па сигурно дека има безброј чула. Па ете во случајот нека бидат и тоа очи. Јас нема никогаш да заборавам една анегдота која изговори нашиот голем македонски уметник Лазар Личеновски, да ако имате намера да се појавите пред јавно мнение, треба да се ги премерите плеќите. Јас буквално го интерпретирам и треба да ви бидат најмалце 7. Јас, верувајте ми, моите плеќи не ги мерев, али ете се излагам на јавното мнение. Кога последниве денови ме покани да го посетам во неговото ателје, јас бев пријатно изненаден од неговата повлеченост во себе, од резултатите на една неуморна работа, како и од новите акценти со кои го обогатил своето сликарство. Тие го покажуваат неговиот пат кон полна уметничка зрелост. Томо Шијак за кусо време во Париз видел и научил многу. Тој со својата уметничка концепција не оди по еден лесен и ефтин абстрактен академски шематизам. Шијак со современи ликовни средства, духовито, неусилено и убедливо ја транспонира природата до една логична мерка, која на неговите слики им дава специфичен шарм, привлечност и топлина. Но доколку тој ги деформира фигурите, тој во таа деформација успева цртежот и бојата адекватно да ги сведе до една совршена рамнотежа. Неговите спектарни бои се израз на неговиот буен и нескротен темперамент. Лазар Личеновски, од каталогот за изложбата отворена на 5 февруари 1957. Негде кон 1950, дали беше 49 или 51, не знам точно, али во тие години Томо беше ученик на нашата уметничка школа. Јас му предавав, ми се чини, цртање и така, тоа беше првото познанство и први среќавања со него. Се сеќам дека уште тогаш беше видно дека е изразито талентиран млад човек и многу лесно црташе, добро црташе.
И така, можам да кажам, се гледаше дека е уверен во својот талент, дека е, да речем, самоуверен во себе си. Тоа во оние години малку го сметавме и како не баш најпозитивно, али сега знаеме дека сите тие што носат некој талент, ако не се самоуверени, тоа даже ќе биде и штетно за нивниот понатамошен развој. Мора да веруваат во себе си, мора тоа е нешто како еден мал мотор кој што ги движи напред. Во тоа време уметничка школа беше еден вид на полигон за современа уметност, затоа што таму почнаа првите идеи, таму меѓу професорите на таа школа се оснива групата денес и многу дискусии беа околу проблеми кои што се сврзани со тоа. Верувам дека Томо Шијак нешто понесе од таа атмосфера, иако не остана долго во уметничка школа, али таму кај што одеше тие идеи за среќа и таму се јавува, и таму се дискутира, така да тој по враќањето од каде беше во Љубљана, Белград, тој беше член основач на групата Мугри, која што после групата денес е втора наша група за современа уметност, не? И како таков Шијак спаја со сета таа активност што ја разви во групата Мугри. Самата група е еден од нашите пионери во развијањето на современите идеи, а и Шијак како еден виден незин член, можам слободно да речам, е еден од тие пионери за осовременување на нашата ликовна уметност. Луѓето сакаат да слушаат анекдоти за необичните постапки на големите уметници. Ван Гог со пресечено уво, Мајаковски со чадор по сончев ден, Есенин со цилиндер. Тие не само што не им се лутат, туку напротив, на нив гледаат со симпатии и сметаат дека тоа е доказ на гениалност. А кога во нивната средина млад, талентиран уметник направи многу помирен гест или истап, со желба да ја покаже својата даровитост, тие тоа го сметаат за ерес. Но најголемите извори на успехот лежат токму во тие непријатности. Тие предизвикуваат револт и желба да се докаже она што се оспорува. Лермонтов рекол: "Јас ги сакам моите противници, оти тие ми помагаат да живеам." После талентот, фанатизмот е најакото оружје што го поседува Шијак. Затоа негова ќе биде и победата. Еден посетител, Горенчев, од книгата на впечатоците за изложбата на Томо Шијак, отворена на 15 мај 1953 година. Како настанала Мусандрата и што таа представува? Пред да се роди Мусандрата, најнормално се бавев со плошно сликарство, како што, впрочем, е и вообичаено. Јас и таму се разликував со своите разбирања за уметноста, меѓутоа нешто во мене се бунтуваше и бараше некоја друга димензија. Имав среќна околност да, посетувајќи ги манастирите и македонските куќи, се препознам во македонската ниша и една друга македонска сакрална ниша во која луѓето си ги редева своите интимни предмети, меѓу кои кандила, свеќи, икони. И тука се роди идеја да тој свет можам да го трансформирам во нешто актуелно денес, помодерно. Свеќата ми послужи како транзисторски предајник, бидејќи она е и слична на него по својата цилиндричност,
А на местото на фитилот, кој церебрално стои среде свеќата, јас се замислив антената која може да емитира мегахерц. И така почнав да го создавам тој свет, кој во овој случај кај мене не ги емитираше духовните емисии кон Господа Бога, туку емитираше еден модерен знак, сигнал во космосот дека нешто се случува. Мојот однос кон ликовното дело и кон ликовниот ангажман на Томо Шијак почнува всушност од една негова фундаментална фаза која тој ја инаугурира рамно пред 20 години. Навраќајќи тогаш почесто во неговото ателје, јас имав можност да видам како се раѓа неговата нова фаза, фазата на мусандрите. Во оној час, кога самиот забележав како прв пат изронува еден нов експонат, нешто оригинално, нешто исклучително ново, нешто исклучително чудесно, во тој час, наоѓајќи се во неговото ателје, јас извикав Мусандра. Од тогаш, па се до денес, 20 години, таа фаза во творештвото на Тома Шијак е од исклучително значење. Овој голем ликовен уметник, овој трагач и пронаоѓач на нови ликовни форми, во Мусандрата откри нешто ново и оригинално. Тој се обиде, всушност, поаѓајќи од македонската национална традиција, да воспостави врз принципот на Мусандрата, а Мусандрата сама по себе значи нешто скриено, нешто таинствено, нешто што воспоставува некој нов однос, кој не влече кон себе си. Таа Мусандра, јас имав можност да ја студирам и тој процес на настанувањето на мусандрите е врзано со првата негова изложба на мусандрите која имав можност равно пред 20 години самиот да ја отворам. Тогаш сватив дека во личноста на Тома Шијак македонското сликарство го најде еден од најголемите експериментатори во македонското сликарство. Што и да се докоснеше Тома Шијак, создаваше исклучително дело. Мусандрата беше всушност еден обид на еден нов начин во времето кога човекот продираше во космосот, да ја конституира таа космичка димензија на уметноста. Тој космолошки принцип во кој се наоѓаше тогаш драмата на современата наша екзистенција, кога човекот се вивне во космосот, настана тој голем проблем како да се открие космосот во човекот и човекот во космосот. Тоест, мусандрите всушност се обидоа да направат една синтеза меѓу микрокосмосот и макрокосмосот, меѓу она што е величествено во човечкиот подвиг да се вивне во тие вонгалактички простори, во оние значајни тајни на екзистенцијата на просторот и во просторот, кои во свое време и самиот Паскал го застрашува. Така, мусандрите е едно ново ликовно истражување не само во македонската и не само во југословенската, туку и во светската ликовна палета, која успеа и еве се до ден денес трае како едно истражување на кои сите ние му се восхитуваме, со кои Тома Шијак, како еден исклучителен, еден од најголемите истражувачи, најголемите експериментатори во македонската ликовна уметност, се наложи како еден светско-историјски уметник кој во светот имаше да соопшти нешто што самиот свет во тој час така ламентирано го очекуваше. Ете, таа основна идеја
на мусандрите, на тоа поврзување на земното со надземното, тоа истражување да се продре во еден макрокозмос низ еден мал свет, каква што е мусандрата, во тоа го гледам чудото на овој сликар. Овој волшебник на бојата, овој волшебник на формата, овој мајстор кој на фонот на македонската ликовна традиција ја извиши македонската ликовна школа во една од многу интересните и многу оригиналните школи, ликовни школи денес во современиот свет. Во тие години се разви фантазијата на Томаш Шијак и неговата творечка интелигенција, за да успее да го размислува ликовното дело како синтеза на сите видови на пластичното оформување. А тоа значи архитектурата, сликарството и скулптурата. Оттука настанаа цела низа негови така наречени мусандри, што тргнувајќи од еден инспиративен момент од македонската стара архитектура и видот на тој нејзин дел посветен на, така да го кажеме, пиететни и сакрални моменти, во таа мусандра да се вгради од една страна размислата за минатото и отвореност кон модерниот вид на изразување. Ако првите негови мусандри значеа таков вид синтеза, нивното натамошно усавршување се повеќе ги претвараше во објекти што ја резимираа во себе модерната размисла која што се движи од модерниот дизајн до начините на кои во тоа време размислуваа огромен број уметници во светот. Многу впечатлив пример за тоа како може со тие мусандри негови да се обликува еден интериер на една модерна зграда е градската конференција на Социјалистичкиот Сојуз во Скопје, нејзиното седиште, кој тој го обликуваше од една страна како мощна функционална амбиентална целина за одвивање на една нормална, јавна, општествено-политичка функција, а од друга страна да биде тоа простор кој што значи, кој што е исполнет со културни значења. Дали сте сакале и дали сте биле во состојба да објасните или одбраните некое свое дело? Бидејќи историчарите гледаат поинаку отколку творецот на делата. Па сосема природно да историчарите од друг агол ги гледаат нешата, со оглед на тоа дека самиот чин, факт на творење е нешто длабоко интимно. Поводот за создавање на едно дело е собственост на авторот. Јас не верувам дека тоа на макој начин може да се пренесе на
оптиката на критичарот, меѓутоа критичарот има едно друго задолжение, тој треба да ја објасни уметничката појава пред јавноста и јас мислам дека тоа они го чинат. Потоа, во 8-та деценија се јавија неговите неумусандри како едно ригорозно продлабочување и на тамошна интелигентна разработка на претходните негови пластични модели. Во тие неумусандри, каде што тој користеше неверојатно впечатливо обработени модерни материјали, метални, пластични, стаклени, моменти во тие неумусандри се нивна вообичаена материјална поставеност, а од друга страна сето тоа да го обработи со една врвна индустријска технологија, што беше ретка, ако сакате, и во современото македонско стопанство воопшто во тоа време. На тој начин, неговата размисла за уметничкото и начинот на неговото обликување беше воопшто стимулативна за, ако сакате, таа техничка интелигенција кај нас во Македонија. Тие негови мусандри и денеска, со своите неверојатно интелигентни синтези, меѓу една чувствителност медитеранска исполнета со рафиниран усет за колоритот, со смислата за тој лудички, жизнерадостен, ако сакате дури помалку и забавен аспект на некој од неговите решења и едно необично модерно, картезијанско, структуралистичко и во тоа смисла авангардно компонирање на овие необични објекти. Знаете, јас имав повеќе ставови во моето создавање и тоа беа аспекти кои се евидентни. Од енформелот, фигуративното сликарство, поп-артот, човек некогаш број, мусандрата, неомусандрата и доземерот. Секогаш се прашував и малку сум зачуден зошто тие опуси не би можеле на некој начин да бидат и дисертирани како докторски титули, ставови, дисертации. Во литературата е тоа многу полесно и многу поприродно ми се чини се доваѓа до такво нешто. Јас, кога ова го говорам, ни случајно немам намера да си присвојам такво титулирање, меѓутоа, зошто тоа и не би била појава во ликовната уметност? Томаш Иек е веќе речи 4 полни децении во македонската ликовна уметност. За цел овој период од 4 децении, тој е и сведок и активен соучесник во најбурните истражувачки фази кои ги помина нашата ликовна уметност. Колку и да постојат во неговото сликарство одредени фази, тој е, например, прв зачетник на македонската византијска, така да кажем, иконографија, во која тој даде извонредни дела кои остануваат како траен паметник на нашето македонско сликарство. Тој исто така го практикува и портретното сликарство.
Кога сме пред неговите портрети, секогаш го имам на ум оној извонреден стих на Ато Шопов, во кој тој вели: океанот е мал, човекот е голем. Така е и со неговите портрети. Покрај таа извонредна ликовна перфекција, која го краси неговиот портрет, Шијак трага, речиси, по некоја своевидна метафизика, да ја докосне енигмата човек, да ја докосне тајната на човечката бездна. Во тие портрети некои наши современици делуваат на вистина во сета своја полнота. Мајстор не само ликовно да го презентира, туку извонредно психолошки да го открие ликот, да ја открие неговата длабока суштина. Тоа е оно што го краси портретот негов, тоа што му дава на неговиот портрет едно исклучително место во македонската ликовна уметност. Откако и овој аспект не ја задоволуваше повеќе неговата личност, Шијак во оваа последна деценија во која што се уште го живееме заедно со неговото творештво, пристапи кон други видови истражувања. Веќе во 78 година, два негови впечатливи објекти изложени на Биеналето во Венеција, каде што тој учествуваше како еден од југословенските представници, покажаа дека неговите објекти повторно, на нов начин, можат да го најдат својот комуникативен однос со еден модерен простор во најширока смисла на зборот. А неговите најнови, така наречени дозимери, во кој што тој впечатливо успева врз една во условна смисла рамна површина да изврши интервенции, перфорации и други видови интервенции, тргнувајќи од неговата обсесија со една размисла на Казимир Малевич, дека тргнувајќи од квадратот може се да се произведе што би можеле да го наречеме нова, модерна, актуелна пластична мисла, во тие дозимери, размислувајќи за коцката, размислувајќи за квадратот, тој создава необично интелигентни, префинети објекти кои се исполнети од друга страна со голема достојственост, држаност и благородност. Спојувајќи го тој аспект на технички, интелигентно обработен материјал со една рафинирана духовна смисла за она што е благородно, ако бисме рекле така и трансцендентално и метафизичко, тој успева и во овие дозимери да создаде објекти што зрачат со една посебна смисла. Модерни се, му припаѓаат на ова компјутерско време, скоро би очекувале дека се негов производ, а од друга страна се необично сугестивни за една стара, можне сложена и богата култура која што е можна сепак само на Медитеранот. Така тоа спојување на епохите во најновите дела на Томо Шијак го сметам како еден негов особен придонес во развојот на нашата ликовна уметност. Богатиот творички опус на Томо Шијак говори за неговата перманентна активност во текот на 40-годишниот развој на повоената македонска ликовна уметност, вградувајќи се во незините темели како една од најсилните творички фигури.
Со неговата прва самостојна изложба на цртежи во 1946 година, која е една од првите изложби на македонските уметници во Слободна Македонија, па до денес, голем е бројот на изложбите на кои се представил самостојно или со други уметници на тематски изложби во Републиката, земјата и надвор. Издвојувајќи и неколку да ги споменеме. Првото, второто и третото триенале во Белград, изложбата на современата југословенска уметност во Сараево во 1983 година, изложбите во Лондон, Братфорд, Рим, Торино, Нирнберг, Штутгарт, Западен Берлин, Солинген, Дизелдорф, Истанбул, Анкара, на Биеналето во Сао Паоло 1969 година, Париз 1971 и 77 година, Будимпешта, Атина, Грац, Биеналето во Венеција и уште многу други. Неговите дела се наоѓаат во приватните колекции ширум светот. Во последниве години сте активно присутен на изложбите надвор од нашата република и надвор од земјата. Меѓутоа, ве нема самостојно да излагате во нашата средина. На што се должи тоа? Па едноставно не излагам во последно време од наједноставна причина што сметам, а ова примете го за моје мнение, дека се изгубени многу критериуми за она што се излага. Верувајте ми кога ви говорам на таа тема, дека јас после 40 години создавање, а и мислам дека не само јас, кога треба да однесам дело на изложба, чувствувам и ден денешен трема. Меѓутоа, секидневната информација дека луѓето кои вчера ја фатиле четката и палетата, без икакви треми си ги излагаат своите дела или недела, па ете ви еден од мотивите што сметам дека е подобро да се молчи. А има нешто и друго што ме вчудо не видува, а тоа е тоа. Ако вие денеска по пат на анкета земете реквизита ликовна и му понудите на обикновениот минувач да изгестикулира некаква ликовна сензација и ја закачите на јавно место, гледачот е поспремен да признае сопствен пораз, може би не се разбира, отколку да констатира да тоа дело не чини. Ако на истиот тој што го одгестикулира она што преди малку го изговорив, му понудите музички инструмент, истава публика ќе констатира дека тој не знае да свири. Ете, видите, јас на тоа прашање не можам да се одговорам. Зачудувачки и збунувачки делува непријатната вистина дека Томо Шијак, кој зад себе има остварено импозантно по број и по невообичаеното високо естетско ликовно ниво заокружено дело што е фундирано во носечките столбови на нашата култура воопшто, дело што постојано наговестува нови, неслутени откритија и сознанија. Од некакви абсурдни, неразбирливи причини било одминувано од институциите на општествената признатост. Не само за да се исправи индолентната неоправданост, туку и да би се вратила довербата во авторитетот на наградувачката осмисленост кај нас, најтопло го препорачувам на вниманието на Одборот за доделување на наградата 11 октомври како исклучителна и носечка вредност во нашата културна достоинственост. Со почит, Димитар Кондовски, 16 февруари 1987 година, Скопје. Томо Шијак го следам речиси 25 години. За мене тој е еден од врвните македонски сликари, кој што во неговиот творечки опус од над 35 години толку многу создал, толку многу е актуелен, кој што може слободно да се рече дека се наоѓа на врвот во современата македонска ликовна уметност, па и пошироко. Томо Шијак без сомнение е сликар на 20. век
но тој би додал е сликар и на 21. век. Не можејќи уште од почетокот во мојата збирка да ја збогатам со негови оригинални творби, таа возбуда ми даде идеја и поттик како може да биде Томо Шијак повеќе присутен во мојата збирка. Дојдов до размислување дека би било корисно и за мене лично и за збирката да почнам да собирам репродукции, да почнам да собирам документација. Така со текот на времето документацијата се повеќе растеше, бројот на репродукциите исто така. Дури, да бидам искрен, за почетокот, јас се задоволував и со врамени творби, репродуцирани од творбите на Томо Шијак. Полека, но сигурно, како што растеше творештвото на Томо Шијак, како што бројни критичари, историчари и новинари објавуваа вести, осврти, репродукции за творештвото на Томо Шијак, така и документацијата се повеќе и повеќе растеше. Така да на денешен ден, после 25 и повеќе години, колку што Томо Шијак го следам, насобрав прилично обемна документација, што можам слободно да речам, ретко која институција во градот и републиката располага со толку обемна документација за творештвото на Томо Шијак. Дали вашиот немирен дух и големата наклоност за постојано експериментирање и иновации и денеска и по 40 години неуморна и активна творештво, разнообразно и значајно многу творештво, ве гони да започнете нешто сосема ново, нешто што ќе биде нова потврда на вашата творечка индивидуалност? Видите, јас ниеден момент немам сентименталност према она што претходно сум го направил, за да во исти моменти го напуштам со намера да истражувам еден нов свет. Јас и денеска се наоѓам пред една таква преокупација и верувајте ми дека можеби ќе одлучам да овој пат и тоа го презентирам на мојот брат.